Overtime with TJ, да видиме што интересно ќе следиме овој викенд. Ама пред тоа, subscribe на YouTube каналот BMG Network. Следуваат многу интересни видеа во сите серијали. Overtime, уште еден подкаст, еве најава за новата епизода која што ќе може да ја следите во вторник од 20 часот. Никогаш не мислев дека ќе зборам за ова на еден подкаст. Звучи интересно. Не ја пропуштете, најавата ќе биде во descriptions на ова видео. Ајде да почнеме. Прво со Фантази Премиер Лига, па после одиме на дербијата за викендот. Значи, одиме прво со Фантази Премиер Лига, да видиме како поминавме минатата недела. Лошо, многу лошо, само 53 бода, и тоа имав среќа. Робинсон ми беше на клупата, па не знам, некој од, значи со Ланке веројатно не играл и Робинсон влезе на негово место, па ми донесе 8 дополнителни бодови, иначе ќе имав 45. Лошо, дефинитивно. Да видиме во лигата на спортски, каде сум, добро, сум напредувал малце, бев 70 негде, сега сум 50, но ако се знае дека пред месец дена бев 15, ова е разочарувачки за мене. Видите, има време, не се откажувам, се надевам дека ќе бидам на крај во топ 5 местата кои што носат вредни награди. Ајде да видиме што ќе направиме оваа недела, односно какви трансфери ќе направам. Минатата недела кажав дека нема да правам трансфери, ќе чувам еден трансфер дополнително за да го земам Исак. И токму тоа ќе го направам. Соланке секако е повреден, оди аут и од средината го давам Луис Диас од Ливерпул, кој што беше во добра форма, меѓутоа целосно се изгуби во последно време. Значи, го земам Исак, 9,5 милиони вреди и ме остануваат 6,4 милиони. Сега тука во средината се двоумам дали да го земам Роджер, Митома, Колушевски или Бруно Гимараеш. И сепак ќе се одлучам на Бруно Гимараеш од Ньюкасл. Значи имам тројца од Ньюкасл: Бърн, Бруно Гимараеш и Исак. Ми останува 0,3. Добро, окей. Make трансфер. И тоа е тоа. Добро, Исак оди секако на сега кој да игра. Добро. Робинсон и Фулам играат против Манчестер Юнайтед. Ќе го седнам на клупа, нека биде повторно прва замена. И тоа е тоа. Окей. Сейф тим. Кого имам? Хендерсон на голот, Бърн, Арнолд и Габриел во одбрана, Палмер, Амат од Манчестер Юнайтед и Бруно Гимараеш во средина, тоест и Салах во средина, и напад Исак, Вуд и Джексон. Сега ќе почекам до почетокот на колото, голема веројатност е дека Амат ќе биде на клупа, на негово место ќе стартува Палмер, тоест Робинсон, се извинувам, но пак ќе кажам, ќе причекаме уште малце за да го направиме тоа. Кои се моите предлози за оваа недела? Значи, прв предлог за трансфери, одиме во средниот ред. Ливерпул, мислам дека е на втората страна. Да. Доминик Шоболсај. Значи, следните три надпревари на Ливерпул: Ипсвич, Бурмот и Вулфс. Унгарецот имаше неверојатни 24 шутеви во неговите последни 6 меча во Премиер Лигата. Исто така создаде импресивни 15 шанси за своите соиграчи во тој период. Тоа значи дека од него можеме да очекуваме гол или асистенција. Одиме понатаму. Оној што го земав. Бруно Гимараеш е еден од моите предлози оваа недела. Ньюкасл 6,1 милион фути. Одлична цена за толку добар фудбалер. Одлуката на Еди Хоу да го пресели Гимараеш во офанзивниот среден ред го направи бразилецот топ опција на фантази. Гимараеш постигна 2 гола и 3 асистенции, имаше просека од 5,9 поени во последните по надпревар во последните 7 надпревари. Сега игра со Саутемптон, така да Гимараеш треба да има секоја можност да продолжи таа силна форма. И одиме во Арсенал. Чекај. Да. Во нападот.
Кај Хаверц, Арсенал 7,8 милиони фунти. Арсенал има највеќе голови оваа сезона во Премиер лигата. Германецот има 3 гола во последните 4 старта и сега ќе добива уште поголема шанса кога Габриел Жесус е повреден. Тој веќе постигна гол против Волфс, Лестер и Вест Хем минатата сезона, сите тимови со кои ќе се соочи во следните 4 недели. Така да, мислам дека овие предлози се најдобри за овој викенд, па дури и можеби долгорочно. Ајде да видиме како ќе поминеме оваа недела на фантази. Почнуваме со најинтересното оваа недела, Манчестер Сити, Челси. Ајде одма да видиме табела. Челси има 2 бода повеќе од Сити, на 4-то место на табелата. И јасно е дека титулата и за двете екипи е далеко. Ама битката за пласман во Лига на шампиони оваа сезона ќе биде страшно тешка. Иако реално очекувам и двете екипи да завршат во топ 4 на крајот од сезоната. Сити ја врати својата форма. Не блескаат, ама се многу подобри отколку пред еден месец. Но поразот кај ПСЖ неделава во Лига на шампиони е стварно болен. Водеа 0-2 до 56-та минута, а загубија 4-2. Челси немаше активности во Европа оваа недела и тоа ќе биде голем плюс за нив пред овој меч. Ќе биде интересно. Сити е фаворит, ама мислам дека ќе има голови на двете страни. Имаме дерби во Италија. Наполи Јувентус. Лидерот на табелата против екипата која се уште нема пораз оваа сезона. Ќе биде интересно да се види како ќе изгледа Наполи без Кварацскелија кој што замина во Пари Сен-Жермен. Ама едно е јасно, Наполи нема да биде истата екипа. Иако овој надпревар може да го даде одговорот на тоа прашање. Јуве ако ништо друго барем знаеме дека е тешко да се победи. Ама е тешко и Јуве да победи. 8 победи и неверојатни 13 нерешени до сега оваа сезона. Пишете ја X одма. И Германија, Лајпциг, Леверкузен. Ако некој може да му ги расипе плановите на Бајер Микен, тоа е Бајер Леверкузен. Вака, двете екипи играа во Лига на шампиони неделава. Лајпциг конечно тепаше, Леверкузен изгуби од Атлетико Мадрид. Ама Бундеслигата е сосема нешто друго, иако разликата помеѓу двете екипи е 10 бода. За нас интересно е дали ќе игра Елмас. Тешко. Ако не најде Елмас нова екипа во наредните денови, ќе остане закован на клупата. Мора да најде нова екипа. И да, Леверкузен тепа и ќе има голови. Дечки, тие се тие 3 надпревари кои што ги одбрав за ова видео. Се надам дека уживавте во епизодата и следете го BMG Network. Следуваат многу интересни видеа и во Overtime with TJ, и во уште еден подкаст, и уште неколку серијали. Чао, убав викенд!